Почитувани граѓани, денес истражните органи на Република Македонија преземаа одредени законски чекори, за кои веќе сте информирани од соодветните институции и од медиумите. Никола Груевски и неколку поединци околу него, преку нивните тајни партиски служби, во изминативе години на власт, следеле илјадници граѓани во Република Македонија, нарушувајќи ја нивната приватност и професионален ангажман, илјадници граѓани во оваа наша татковина. Го гледав и го слушав шефот на македонската опозиција, како седи пред мене и со каква гордост, самоувереност и возвишеност ме информира дека соработувајќи со странска разузнавачка служба, истата го снабдила со нелегално, противзаконски и противуставно стекнат материјал. Или Каспанци ти ги даде? Каспанска служба? Да, каква служба? Ще не от съседството на по-BBC. Каспанска служба. Добро. Си се бида повече пъти сами? Си увери дека е? Да. Се увери. Првата цел која што сакавме да ја постигнеме беше да се знае тоа кој прислушува во државата. Другите две поенти во обраќањето на Никола Груевски беа следните: дека тоа се тајни странски служби кои што помагале на Заев затоа што Заев така му кажал. А што мисли премиерот, ќе му кажам кој ги доставува доказите? Зоран Верушевски е еден од кадрите кој што е стручен за оваа работа. Имав потреба од консултации. Да видам доказите. Кој е тоа конечен доказ кој што за мене потврдува, како примател на вакви материјали, дека тоа е навистина правено од домашните служби. Имав потреба од експертиза или од некоја стручност. И се случија две средби со Верушевски. За да можам да секако добиам конечна анализа, потврда за тоа што треба да го правам. И ако мислат луѓето дека Заев во вака окупирано општество сам собрал сила за да тргне со ова работа, нека не мислат така. Македонија има пријатели во име на слободата и демократијата и европските вредности. Ќе помогнат тогаш кога ќе бидат повикани без да се мешат во внатрешните работи на нашата земја. Пичка му се.
Macedonian got into dispute with his neighbor. Од некогашната руска, па нацистичка па паруска провинција наречена Естонија со главен град Сталин, во нашата земја престојува русо-естонскиот евроамбасадор Ајво Орав. Во четвртокот, овој бюрократски исцедок пред Европскиот парламент ни го смени името од македонци во славомакедонци. Среде непотребната еуфорија околу идниот датум за преговори, во изјавата на овој атински агент препознаваме пробен балон за некои идни идентитетски формули. Очигледно европската блудница преку овој данајски презерватив сака да ни пенетрира во идентитетот. Ама ако е Аиво Ќорав, ние не сме. Затоа редакцијата на Еднооки, на русо-естонскиот бюрократ со се плакетата персона нон грата, му доделува и орден Ерван Фуере за унапредување на евромакедонското лицемерно пријателство и му порачува: ако не ти годи името Македонија, ако за тебе не сме македонци, повели носи се у лепу материну. Пајте ми представувам земја која што има ужасно наследство на робство и расизам. 50 години од немирите во Лос Анџелес се соочуваме со трагичните настани на Фергусон. 50 години поминувањето на овие настани, се уште ни е потребен закон за право на глас.